Добро вечер, драги гледачи, во уште едно издание на Студио 1 на темата мода со мене Чак Норис. Ете, денеска сакам да сум Чак Норис, заради тоа што ова ми го предложи еден од моите гледачи, ми пиша на Инстаграм, зошто не си ти си Чак Норис, и викам денеска ќе бидам Чак Норис и ќе бидам што сакам секоја разна емисија, заради тоа што ми викате зошто сум кажувал со Сергеј Вароше, денеска е со Чак Норис. Така да, како во секое издание, така и во денешното ќе видиме што се случуваше на скопските улици, што се случува помеѓу јавните личности, што се случувало на Макфест, нормално што се случува по социјалните медиуми, кај што сака душата да ми пукне, и ќе видиме што се случувало во свет. Меѓутоа, за почеток, јас сакам да викнам Анџелина Џоли за она да ви покаже, ако мене не ме разбирате, што подразбирам? Под женственост, под префинетост, под сензуалност. Анџо, доаѓај! Па видете, драги гледачи. Па видете како она изгледа. Па сега мене ми да тука да се срушам од што ми е убаво. Тоа е, кратко. Толку кратко ќе видите, кратко ќе блинкне нешто така убаво, нешто така совршено, нешто така перфектно и ќе го снема. Меѓутоа, за жал, тоа што не треба да го има повеќе, тоа било секогаш така. Меѓутоа, да преидеме на скопските улици. Ајде. Добра дневна модна комбинација. Ми се допаѓа што е кадарот со кранот, да ти кажам право. Ти, Кире, слушаш ли? Убав ти беше тоа кранот со кадарот, целко ме покаже. Ко на скопски улици. Така, вака цел да се гледам. Зашо цел се облакам? За да ме покажувате на пола. Убава стилизирана на улицава. Ми се допаѓа сакото или кошулата, ми се допаѓа црната мајца, ми се допаѓа сивите фармерки, црните фармерки, одлична комбинација, урбана, трендовска, браво. Зорица Брунцлик да будем? Се шегувам. Е колорот во коса, тука добро е изигран, затоа што направен е на црна минимална комбинација. Добрата торбата е солидна, добри се патиките, урбан, уличен изглед сосема окей. Па, да, изгледа, значи ова не може да се третира како модно издание, меѓутоа ова може да се третира како едно урбано, тековно излегување на улица, што е сосема окей. Господинот изгледа пристојно во кошула, добар джинс, одлични патики, супер сако, сосема окей. Малку они две како да залутале од некаде. Немам. Односно за госпоѓата со косата огин боја, кога имате таква боја на коса, не смеете да комбинирате со флорални блузи. Значи, косата со блузата не, со джемперчето што личи како прекривка и кебенце не, фармерките да, торбата да, чевлите окей, а девојката да не изе или пријателката или другарка или керка, што и да изгледа сосема пристојно. Не знам што е тоа што паѓа врз нејзе нешто. Не паѓа ништо, него носи кеса. Одалеку гледам. Црно-бела минимал комбинација, окей се и двете. Мање више. Супер, одлично изгледа дечкото. Одлична комбинација. Бело, црно, сиво. Многу модно, многу трендовски, многу тековно. Браво, одличен изглед. Мислам, кој бара? Кој звони? Леле, оваа демне по улици. Леле, драги гледачи, оваа демне по улици. Кој знае што гледа? Шо ми мафташ ти? Кажи, вамо ли да одам? Тука ли да стојам? Па така кажи, не ми мафта тамо деструкција. Нека балонов да пукне на теб. Ајде, сега. Да видиме што нашите јавни личности, едни од моите омилени, денови што правеле. Ја имаме Викторија Лоба. Сега гледаш, пошто ми викаш да дојдам навака, кога сум у тоа, види како изгледам, како избега на страна. Вамо ќе одам. Тука сакам да стојам, а светлото друг пат од тамо да се намести. Ништо не можам да се разберам, само ми мафтаат од позади камера, драги гледачи, таман почнав да зборам за Викторија Лоба. Викторија Лоба изгледа
одлично во ова издание. Носи креација на наш македонски дизајнер, чиј нам станува збор за Андреј Папац. Одлична фотографија, одличен материјал. Целата композиција, нејзината коса, како го носи материјал, како изфотографиран, градацијата на светлото, таа специфична нијанса на розево, така наречена фуксија розево кај Викторија стои одлично, бидејќи блондинка е светла. Не знам дали станува збор за летни фотографии, дали е на одмор, не е и уште лето, како и да изгледа одлично. Па го имам еден од моите all time, односно фаворити на сите времиња, ја имаме туна со мега трендовска коса, ова секаде во светскиот шоу бизнис е многу ин изглед. Со туна има секогаш моден погодок. Браво. Одиме следно. Опа, машала, Тамаро! Тамаро! Ке ми бука душата али од Убајни. Ова е деколтето од $1.000.000. Значи, ако Анет Чишки има лице од $1.000.000, ако Лила има бакнеж од $1.000.000, Тамара има деколте од $1.000.000. Значи, јас спомнав 3 личности, тоа се $3.000.000 имаме само во 3 особи вредност да се осигураат под хитно. Тамара, секоја чест. Одлична насловна, одлична коса, одлична композиција. Мислам дека треба да ја гледаме Тамара почесто во ова светло, само ќе чекаме сега да се породи прво, па после ќе продолжи да се слика на овој начин, заради тоа што и публиката сака да види нешто ново од нејзе. Повторно ќе кажам, одлична коса, добар мејкап, добро е стилизирана и изгледа перфектно, феноменално. Ја покажува женственоста, ја покажува голотијата, меѓутоа нема доза на вулгарност. Има провокација, меѓутоа Тамара е пеач, уметник и тоа и е на Тамара дозволено. Браво, Тамара. Кој е? На Мерлин Монро и се бенди са деколтето. Па така е. Дури си го сокри своето. Па Тамара има подобро деколте од Мерлин Монро. Сега, што е право? Право е. Сега. Одиме да видиме што се случуваше штиповие денови, односно фестивалот Макфест. Ке го проследа Макфест неколку дена, денеска, утре, задутре. Имаше и модни добитни комбинации, меѓутоа имаше и катастрофи. Сега, денеска јас ги релативно подобрите изданија, ке ги искомбинираме, ке ги измешаме. Ја имаме водителката Маријана Станојковска, нова фотографија која морам да признам дека има исклучителен фустан. Перфектно и стои фустанот, одлична боја, многу ин, таа светло-плава боја, пастелна, во тој дизајн, таа креација, таа асиметрија полуархитектонска, совршено ја прати нејзината линија на тело, одлично и стои и доликува за ваков еден фестивал домаќинот или водителот да има еден ваков фустан. За разлика од настапувачите, она дури се пресоблекла и неколку пати, што е добро, а они си ги носеле истите алишта секој ден, ама за тоа кога одат по свадби, они се пресоблекат по 15 или на Макфесту исто се носи. Одличен изглед за Маријана, супер коса. Мене лично мислам дека ќе беше подобро да имаше малку поприроден изглед. Повторно давам совет на Маријана да го минимализира малку мејкапот, да го прави да биде малку по-фин, да покаже нејзината вистинска убавина покрај што ја има исклучителната линија на телото. Ова е тело од $1.000.000, имаме 4 милиона. Денеска така, фрлам со бројки. Браво Маријана за изгледот. Ја имаме Дани Димитровска, која можев да приметам дека ја дотерала својата линија и својата фигура. Носи многу добра, многу интересна креација. Мислам дека имаме и на 2 фотографии. Да, така е, тука се гледа и подобро. Ми се допаѓа тој сив, минимален фустан, како ја оцртува нејзината линија. Посебно ми се допаѓа деталот кај рамењата, под пунките, ми се допаѓаат тие ракави кои се мафтаат, се пафтаат, што и да прават, стојат добро, многу се сценски.
многу добро стои тоа на нејза. Одлична коса, одличен мејкап. Овој пат Дани Димитровска дефинитивно има моден погодок и мене ми се допаѓа, браво. Ја имаме Лина. Лина ја имаме во црн, така наречен кетсјут или костим, блу, панталони, не е битно, изгледа како цело парче. Одлична коса, одличен мејкап и многу ми се допаѓа тој црн минимален изглед кај нејзе. Ми се допаѓа што е изрезот на таков начин направен, што не е пресечена фигурата, него изгледа добро, изгледа фора, изгледа креативно. Ова девојче што има стил и има многу потенцијал во себе и тоа почнува да го прави на многу специфичен начин сама за себе, што многу ми се допаѓа, станува автентично. Малк. Зошто не? Млада девојка. Млада девојка. Млада девојка облечена во чаршафи од Хурем Султан. Млада девојка која што е во тинејџерски години, која може да си дозволи од себе да биде мега тренд, мега урбана. Млада девојка која нема искуство очигледно, непознати и со овие работи, и ги послушала, ова ми личи како да ги слушала мајките, тетките, војковците, другарките и како да има некоја си фантазија од детството да биде принцеза. Може да биде она принцеза у приватниот живот, меѓутоа ако се занимава со таа работа и ако сака да пее и да оди на еден фестивал или каде и да снима спотови во иднината, ќе треба малку да го урбанизира сопствениот изглед, што нека стои на линија. Што се однесува до косата и до мејкапот, немам тука замерка, одлични се, меѓутоа тој фустан во таа боја, во тој колор, со тој сјај, таков корсет, за таков настап, мислам дека не доликува на нејзините години. Не ми личи дека е некако своја, така да ќе дадам еден совет, никогаш повеќе да не облекува вакви фустани, материјали кои изгледаат вака како што изгледаат. Материјалот изгледа како запакување цвеќиња, ама во минат век. Не. Добронамерен совет. Кој ме бара? Па нели звонеше некој? Си сакаат и они такви бојна фустанчиња. Мерлин си сака на Мерлин, фустанчето е мерлинско. Значи, за ова не. Јас на ова девојче, јас еве од срце ќе ја дадам една најдобронамерна критика и ќе викнам една од во моментот интересните ликови во светскиот шоу бизнис, која го пропагира стилот на младите, како јас го замислувам ова девојче дека треба да изгледа. Викајте Аријана Гранде! Замислете девојчето да изгледаше вака. Замислете девојчето да беше облечено вака, у еден оверсайз дукс, со добри чизми или добри чевли, со одлични косата, одличен мејкапот, дефинитивно ќе беше моден погодок, заради тоа што тоа ќе беше урбан момент, што дефинитивно ни фали на нас во оваа држава. Одиме следно. Еве победничката Антонија Гиговска. Има црн фустан, должината ми се допаѓа. На оваа фотографија не се гледа, црн фустан со кратки ракави, од едната страна има некој си вез, некакви си апликации и има чизми кои се над колена, се се трендовски, нели таа хула-хопка чизма. Сега, тука ли сме у режија, ќе може ли да правиме малку напред-назад, сакам да ја објаснам оваа Антонија, само следната фотографија. Ја имаме овдека нејзината коса и нејзиниот мејкап. Одлични се. Одлична е косата, одличен е мејкапот. Буквално така како што треба, не е преагресивен, го искористила мејкапот како една корективна алатка, ја извадила убавината од себе, преубава е, нема збор, косата е перфектно стилизирана и во лицето како еден коса и мејкап момент, тој аутфит изгледа одлично. Сега додиме со претходната фотографија.
Не можам да кажам дека мене тука Антонија не ми се допаѓа. Антонија ја среќавам и често доаѓа тука на гости кај нас во телевизија, заради тоа што е актуелна во моментот. И знам јас колку е она креативна и колку има идеи. Ова е добар изглед. Меѓутоа, од Антонија очекував малку повеќе, морам да бидем искрен. Ќе го искористам ова да ја честитам наградата. И нека се труди да биде различна, каква што всушност и е самата по себе. Добар е изгледот, меѓутоа не е за 10-ка. За косата и за мејкапот има 10-ка, а за стајлингот, да е на некој друг, веројатно би дал исто така 10-ка, меѓутоа заради тоа што е она во прашање, тука има 9-ка. Следниот пат покреативно. Драги гледачи. Драги гледачи. Ама зошто? Ама во кој век? И зошто? Па, Макфест и Штип важеа едно време за еден фестивал кој беше престижен, кој што беше репрезентативен, на кој што изведувачите одеа да го дадат најдоброто од себе, има извадено прекрасни хитови, прекрасни изгледи, евергрини, што ден-денеска се слушаат и се инспирација за младите. А ова за кого е инспирација? За кого е ова инспирација? Ова не е инспирација, ова е демотивација. Ова е не пукање душа, ова е не... Ова се расипа. Чекај да видам. Ало? Чекај да пробам. Нема, ми се расипа мегафонот. Не можам ни да рикам, не можам... може ќе проработи. Не можам ништо да правам, ми се расипа мегафонот. Не од X, не од XY, од милион причини. Лоша коса. Блондинките се утрен, меѓутоа вака не. Лоша коса, лош мејкап. Што е со тоа на врат? Што е со блузичево, односно тоа е фустан, меѓутоа изгледа како хулахопка блузичево, кое што е натегната до подгради, па ракавите се како хулахопки. И одоздола, односно и продолжува во некаков си фустан, на кој што има толкави букви AX, односно Armani Exchange. Па да не случајно Армани те плати да го рекламираш? Не е ова за фестивал. Не изгледа добро. Темни хулахопки и што е со чизмичкиве? Како на фестивал се трга со вакви чизмичиња. Со вакви чизмички се оди преку ден, се оди на улица. И тоа не на хулахопки и не на ваков фустан. Ова е модна катастрофа. Аут. Која е сега на линија? Ало? I'll tell you what you're gonna do. You're gonna march yourself upstairs to your room and you will stay there until I tell you to come out. Хубаво ти рече. Дома, да размислиш зашто ова не е добро, да размислиш зашто овој изглед не проаѓа, да размислиш зашто фигурата ти е пресечена на неколку пати, да размислиш зашто ти е лош мејкапот, да размислиш зашто такви хулахопки со такви чизмички. Не. Јавна личност, пеачка, уметник. Од една страна ги имате оние на Инстаграм кои што сакаат да бидат пеачки, значи оние сите си сакаат да се на ваше место, драги изведувачки перформерки. Они сите сакаат да се на ваше место, сваќате ли привилегијата што ја имате во моментот да го фатите микрофонот и да застанете на каква и да е сцена, а поготово на Макфестовската, и тамо да може да пеете Хелена Благне, може да пеете Тамара Готово е, може да пеете Силви Бенд Ангели ме носат, може да имате мега хит. Имате прилика да сте на сцена и вие на сцена вака? Каде беше вака? Па не влегла во финале. Како да влезе во финале, ова Ефи ми кажува по телефон, ваква на слушалка, и јас не би ја пуштил во финале. И не е за на сцена. Па убаво што ми каже. А не ли требаше да ми звони некој на нејзе? Не ми звонеше. Кој звони? Звонеш, леле, од што се вознемирив, се ве заборавив. Одличен изглед. Ова е урбано, ова е кул. Мина Блажев, одлична комбинација на се што носи на нејзе. Ми се допаѓа тие оверсайз елементи, ми се допаѓа таа плетенка, екстензија малку е Ариана Гранде да будем,
Меѓутоа и треба да биде, треба да го тера малку тој фазон, меѓутоа да не ги копира во комплет светските изведувачи. Одлична коса, одличен мејкап, одлично е стилизирана. Не знам што носи на себе, меѓутоа многу е добар тој оверсайз джекет, ми се допаѓа што го покажува рамото, добри панталони. Има некој доле кондурчиња. Ефи, што има на нозите? Патичиња. Не. Патичињата? Не. Горе се е перфектно. Патичињава... Повторно некој од младите изведувачки. Како се вика? Барбара. Барбара е пердувеста, црна врана е на Анджелина Джоли, сака да е колешко Малефисент. Шала на страна, одлично изгледа горниот дел. Ми се допаѓаат тие црни пердуви. Мислам дека станува збор за некаква си наметка која е многу сценска. Е ин ово изглед. Добар е мејкапот, добра е косата. Каде е тука грешката? Премногу се бели нозете. Значи, сега зборуваме за сцена. Сега не ме сваќате дека вие што не сте пејачки, за ова за вас не важи. Ова важи за естрадните уметници. Кога сте на сцена. Или треба да го исунчате вашето тело малку, ако не ви е исунчано, а сакате да сте во мини сукња и со голи нозе, а не смеете забрането ви е Бисер Боја, Бисер, сјај, хула хопки, забрането Анджелина Джоли, джиш. Или треба да го исунчате вашето тело, или треба да ги намачкате нозете кога сте на сцена, со малку потемен пигмент, или треба да ставите мрежасти хулахопки кои ќе дадат малку сенка и линија. Јас тука не можам да видам, гледам само дека се бели нозете и гледам моментот што уште повеќе ми смета од белите нозе, чизмичињата. Шо е бе девојчиња без овие чизмичиња? Шо е со овие чизмичиња над глушче, да ви ја скратат ногата? Значи, убава линија на тело, млада е, згодна е, атрактивна е, горе е, се супер. И со чизмичињава, она си ја скратила фигурата. Колку добро, колку модно, колку фешн, ќе изгледаше да имаше доле добра салонка или некои добри сандали. Не е направен, стайлингот не е изработен до крај. Некако е половичен. Толку ли за денеска? За денеска од Макфест имаме толку. Утре ќе продолжиме да видиме какви све не добри или вакви или катастрофални издања имало. А сега да видиме што е со моментот. Ке ми пукне душата што се случува по социјалните медиуми. Пукај! Кај ми е тутурутката не ми работи. Тутурутката, драги гледачи, не ми работи. Зошто? Зошто вака? Зошто вака? За кого? За кого е оваа фотографија постирана на социјален медиум? Зошто е вака застаната повторно како да врши физиолошка потреба, како да е фатило зорт? Не е, драги гледачи, зорт! А мене сака да ми пукне душата, се корне за коса од чиј е зорт, се наместила вака, така се наместила вака, гледа од зид. Она отишло, леле ќе го срушев ова. Она отишло од зид, драги гледачи, се нагурала, али битно се корне за црната коса, се качила на некој топуци и машнирано застанала погрешно се искривила. Зошто? Не знае ни самата. Зашто мисли дека така треба, а направила катастрофална грешка. Мене. Пуште. Громови, сирени нека пиштат, бомби. Све нека биде сите аларми, сирени, пожарна, полиција. Викајте све! Зашто? Зошто си го правите ова самите на себе си? Што е со ова? Што носи доле? Тоа се мрежи од Спајдермен црни, неидентификувани мрежи од Спајдермен вака фляснати на тој задник. Она гледа од зид! Пак гледа од зид. Она гледа од зид. Гледа од некоја диплома. Веројатно е диплома за што?
Не смеам да кажам зашто е оваа диплома, у која што она зркнала, па уште и се сликала со црна коса, црни мачкишта, со пукнати души и блузиче кое што нема врска у таа комбинација. Што е со кондурчињава? Што е со кондурчињава? И зошто, повторно ќе кажам, која е потребата некој да се слика без лице, со црно косиште, као едно суштество од Адамс Фемили и вака навртена. Ало! Еве. Па, драги гледачи, сите кралици, пола Холивуд се вознемири, Балкан се вознемири, све се вознемири, вие сте вознемирени. Па како да не сте вознемирени? Како сите луѓе да не се вознемират во 21. век, кога само кај нас постои овој невкус? Ова е невкус. Немање осет, немање вкус, немање морал, немање чувство, осет спрема самите себе. Да се јавам. Ало? Неке никој ни да ми се јави. Еда, па крајца. Нахурен Султан чаршафите, еве ги пак, од трпезата. Не, Хурем Султан пред да биде султанка, кога била некоја си тргачка, од чеизот, од прабабај, од нешто она додала нешто, некоја марама да ми биде халинче, ама со двашлица. Така, и битно црно косиште напред. Чевливе, мејкапот, позава, али битно да се биде гола. Тоа ли е поентата? Па тебе како сакаш да се сликаш гола, сликај се гола, бре девојче. Сликај се гола, облечи гачи, облечи еден брусхалтер, прслук, облечи купачи костим, пошто вака изгледа дека си згодна, и сликај се гола. Јас немам ништо против, али имам против да се Што е ова што си го облекла? Треба да е функционално, треба да е модно, нефункционално ти е тука ништо. Кој е сега? Ало? Да се запалат вакви фустани за секогаш! Ми падна сакото. Не можам да гледам, морам да променам. Овакво помрачење сунца. Че се... Се ми се распаѓа што правам. Одиме следно. Бритни Спирс за македонци! И притоа просветна работничка. Уште една просветна работничка од внатрешноста. Мислам дека станува збор за богданци. Не ме фаќате за збор, меѓутоа тоа ќе биде истражено овие денови. Просветна работничка со шминка и со коса, некаде далеку во 20 век, некаде далеку во 70-тите години, кога плавите сенки беа модерни и кога устичките беа црвениот кармин е тренд, меѓутоа ова е аут. Коса пржосана, корен лошо офарбан. А што е со вегиве? Нека стои на линија. А што е со вегиве? Што е со вегиве? Чупано, недочупано, цртано, нацртано, напред ко пијавица, позади ко црв. Некој? Кој звони? Ало? Бритни ми ја насекиравте. Па Бритни Спирс се насекира. Да, она е насекирана. Менјај. Драги гледачи. Драги гледачи, сакам па да се пикнам во ова тука внатре. Кај да одам, кај да бегам, не можам ни натака, не можам ни навака, ќе искочам од сценографија, ќе ја снима сликата, кај да бегам, просветна работничка, она е просветна работничка, ама и она сака да биде пејачка. И она сака да биде пејачка и да пее те Нишка бања, те бум циле бум, те кримирад, те... Зашто просветен работник да сака да изгледа како пејачка од 90-ти во кафана на автопат? Вака изгледа певајки. На времето они се викаа певајки. Сега се пејачки, тие што се вистински вокално способни, уметници се, перформери се, изведувачи се, а вака изгледаа певајки. Во кафана, во биртија.
Зошто просветен работник сака да изгледа вака, во вакво фустанче, како што носеше Светлана Ражњатовиќ, па ќе кажам некаде тамо во 90-ти години, ужасно, мега ужасно, као невеста по долен веш. Невеста во лош долен веш. Пред да ја облече халината, невестата облака вакво нешто веројатно, па после стават звонци, клопотарци, кристали и такви работи. И шо е со косава пржлосана, пеплосана и повторно на љуби тој тип на мејкап и тоа е све модна катастрофа. Кој е на телефон? Уште е Бритни, нека се трпи. Бритни, пошто ја расплакавте се во земири. Бритни, нека биде, нека врти, Бритни, нека врти до безсвест. Бритни, со тоа таквото. Стоп! Вака? Не. За никого. Ни за на сцена, ни за под сцена, ни за во свет, ни за во несвет, ни за во рај, ни за во пекол, ни за никаде со вакви фустанчиња. Не. Ако. Ау, драги гледачи. Слама шешир, слама коса. А што да кажам друго? Повторно, истиот тип на шминка, она си сака јаготка уста. Нема. Не. Шишање косата, фенирање, префарбување, поелегантен, пофин изглед, корекција на веги, а не петардирани косишта. Кој е? No. Што се случи, пискотници се слушнаа само. Да. Епа, во несветот кај нас се случуваат вакви работи. А што се случува во светот? Само на час и половина, 2, 3, па дури 10, дури еден ден да е подалек од нашиот век, што се случува у свет? Како луѓето изгледат у свет? Каква естетика пропагираат, на какви локации се шетат, па погледнете ги тие луѓе. Кој од нив ги гледате со пржлосани коси, со прецртани устишта, со шестар веги, со тон мејкап, со чпатула. Тоа се све познати ликови, се све блогери, се све артисти. На Риевијан Валентино се дојдени. Погледнете ги уредници на Vogue има тука. Ниједна јас не видов дека е хоп тртана. Не. А погледнете ревијата. А кај ви е звукот од режија од ревијава? Ја да запеам тука, ако не. Фала ви. Гледате што е тековно, што е ин, што е трендовски. Ова е за следната сезона. Моравме да исплакнеме очи, како и на крај на секој издание. Видовме што се случува кај нас, видовме што се случува во несветот, видовме што се случува во светот. И јас за денеска е време веќе да се одјавам, да го затворам денешното издание. Со мене Чак Норис, а од утре кој кој ќе бидам, се гледаме утре во уште едно издание на студио на темата мода. Останете на нашата програма и проследете мојата колешка Јана Јосифовска и нејзината една минута. Имајте убава вечер. Поздрав! Strike a pose.